Споменавме и во слободната тема убавините и природните ресурси со кои што располага нашата земја и тоа е атрактивно не само за странците, туку и за нас како домашни, како граѓани што сме тука и во метрополата и низ целата република. Меѓутоа, буџетот дефинитивно се полни од туризмот, па токму затоа денес колешката Вики разговара со Елвир Садиковиќ, кој е туристички водич, кој што ќе ни открие колку туристи има во оваа летна сезона и што во летото е најинтересно за посетителите. Добро утро, Вики, уште еднаш. Добро утро уште еднаш. Овој пат од Скопското Кале. Позади нас, не знам колку можете да забележите, ние имаме прекрасна гледка од главниот град, а ќе поразговараме токму за туристичката понуда за домашните и странски туристи во Скопје ова лето. Во прво лице разговарам со господин Елвир Садиковиќ или подпредседател на Македонската асоциација за туристички водичи и придружници. Господин Садиковиќ, добро утро. Ви благодарам што секогаш со задоволство ја прифаќате нашата понуда кога говориме за туризмот, особено во главниот град. Како сте ова утро? Добро, фала, благодарам на поканата. Добро утро вам и на гледачите на Алфа телевизија. Каква е атмосферата ова лето во Скопје? Се забележували зголемен број на домашни и странски туристи кои што доаѓаат да го посетат главниот град, можеби? Секако дека е зголемен бројот на странските гости. Можеме да кажеме дека веќе со почетокот на летната сезона, туристичката односно сезона, дека имаме зголемен број на туристи во нашиот град, меѓутоа генерално и во државата. Значи, главните места кои што се, можеме да кажеме, најповеќе посетувани, тоа е секако дека е нашиот главен град Скопје. Меѓутоа, секако дека не можеме да го запоставиме нашиот балкански Јерусалим, тоа е Охрид. Меѓутоа и останати, можеме да кажеме, делови од нашата држава и туристички дестинации, можеме да кажеме дека во моментот сме задоволни и се надеваме дека овој прилив на странски гости ќе продолжи понатаму. Што е оно кое што најмногу ги интересира сите оние кои за прв пат можеби ќе дојдат во Скопје, а вие како туристички водич им го нудите, односно е задолжително да се види, дали се тоа можеби знаменитостите, можеби гастрономската понуда во главниот град? Па се можеме да кажеме дека е комбинација на задоволства, кои што можеме да кажеме дека странските гости, туристи, туристички групи, секако дека претходно информирани преку порталите и преку социјалните мрежи за претходните искуства на туристите, секако дека се воодушевени од нашето на прво место морам да кажам богато културно-историско наследство на самиот наш град Скопје, меѓутоа и во целост на нашата држава, секако дека се задоволни од гастрономијата, од нашата македонска кујна, која што навистина е богата и има што да понуди, од многу, можем да кажем, убави природни предели, пейсажи, тука е Охридското езеро, тука е Скопје со околината, кањон Матка, Преспанското до Иранското езеро, секако дека многу се воодушевени, а секако и се воодушевени од гостопримството и љубезноста на нашите сограѓани, а секако и нашите луѓе. Ја мислам дека тоа е една убава комбинација на задоволство и чувства кои што ги привлекува странските туристи и странските гости во нашата држава. Значи ли зголемен број на домашни и странски туристи, зголемена работа на туристичките водичи и организација на сите оние тури низ главниот град и како се одвива работата, можеби посебно во летната сезона и летниот период? Па секако дека имаме зголемен број, можеме да кажем дека на прво место е од Република Турција. И ова година ќе имаме многу голем број на странски гости, гости од Република Турција. Секако дека капацитетот е зголемен, работата е зголемена, туристичките водичи се ангажирани во градот Скопје пошироко, меѓутоа како и секогаш морам да додадам, тоа е повеќе пати преку вашиот медиум и од другите медиуми,
Тоа го кажав и сакам да потенцирам дека градот Скопје, да, во минативе неколку месеци, значи имаше едно генерално чистење од страна на градот Скопје, меѓутоа се уште има некои критични точки кои што треба да се подобрат во интерес на странските гости, а тоа се секако морам да потенцирам на прво место јавните тоалети, кои што навистина недостасуваат. Второ, тоа се куќини скитници, кои што повеќе пати нашата асоциација, односно Македонската асоциација, туристички водечи придружници повеќе упати, значи писмени барања до град Скопје и до институциите да се регулира тој проблем. Потоа имаме исто така почитување на јавниот ред и мир, можам да кажам во централното градско подрачје. Повеќе пати сме сведоци на едно нарушување на јавен ред и мир од страна на групи со тарабуки, ако можам така да се изразам, на Камениот мост, кој што е културно-историски споменик. Исто така повеќе пати за тоа ги информиравме институциите и Министерството за внатрешни работи, значи да се воведе ред, значи да се почитува јавниот ред и мир во централното градско подрачје. Секако дека тука и можем да кажам осветленоста на некои објекти, кои што за жал не се уште осветлени. Се надевам дека сите овие проблеми до крајот на сезоната од градот Скопје ќе бидат значи регулирани, ќе бидат коригирани, а со тоа ќе се и подобри, значи можем да кажам таа туристичка слика на градот Скопје, со што ќе привлечеме уште поголем број на странски гости, меѓутоа нормално и домашни во нашиот град и можем да кажам во државата. Верувам дека градските власти се ажурни и имаат слух за ваквите проблеми, меѓутоа еве дел од знаменитостите веќе се реновираат, се гради, конкретно еве денес на Скопско кале исто така се гради. Значи ли тоа дека во иднина можеби повеќе внимание ќе се посвети на она што значи туризам во главниот град и каква е сликата за Скопје како главен град денес? Секако дека се превземаат некои конкретни проекти и акции за подобрување, значи на некои состојбите или состојбата на културно-историските споменици, меѓутоа за тоа треба време. Резултат на тоа негрижа и таа една лоша слика, можеме да кажеме, е резултат на претходната власт, кој што за жал немаше слух. Се надеваме дека сегашната власт, односно владата, Министерството за култура, туризам, градот Скопје и државата во целост ќе преземат повеќе мерки со цел да се изврши ревитализација на постоечките, значи културно-историски споменици, да се подобри, можем да кажем, инфраструктурата или постоечката, да се направат услови за одржување на таа постоечка инфраструктура, значи да се осветли градот Скопје, да се стават многу патокази, значи да се поправат многу работи кои што за жал пак ќе кажам се резултат на минатата власт и со тоа да се подобри туристичката слика на градот Скопје, бидејќи ја мислам дека не само ние, туку и странските гости го заслужуваме подобро, а и Скопје самиот град заслужува да изгледа многу подобро и многу поубаво. Интересен ли е Скопје за странските туристи? Од друга страна, колку се одговорни кон сето на кое што може да го забележат и видат токму во главниот град. Јас сето забележувам, многу од странските туристи сакаат да фотографираат, да ги забележат дури најситните детали кои што ги нуди Скопје, па ете од ваш агол во непосредна близина секако во прво лице со туристите. Видете, задоволни се, воодушевени се од градот Скопје, меѓутоа, како што кажат, постојат некои недостатоци кои што треба да се коригира за да ја подобриме таа туристичка слика на градот Скопје. Воодушевени се целосно, можем да кажем, и од убавината, и од културното историското наследство кој што имаме, значи од централниот дел на градот Скопје, значи сите содржини на площадот Македонија, кој што ја секојаш како туристички водич кажувам дека ова е еден најголем отворен музеј во регионот, каде што е представена, значи, историјата на нашата држава, а секако дека и стариот дел на градот. Тоа е Скопската чаршија, кој што е мултикултурен и мултиетнички споменик, кој што е, јас повеќе пати сум изјавил и повторно ќе кажам, втор по големина во Европа, значи една чаршија. Покапали чаршијата во Истанбул е втора по големина. Значи цело едно, можем да кажем, богато културно-историско минато се наоѓа во таа чаршија. Значи понекогаш ние самите не сме свесни за богатството кој што имаме. Така да
навистина треба многу со голема грижа, значи и почит да се однесуваме кон сите добра, кон сите културно-историски споменици и ете апел до градските власти, до институциите, а и секако до младите да го почитуваат, значи нашето културно-историско минто, да не го нарушуваат, да не го уништуваат, биејќи тоа треба да остане за понатаму за останативе генерации, а секако дека Скопје би требало уште во подобро свето да го представиме пред странските гости. Многу ви благодарам за сите овие споделени информации и туристичка понуда во главниот град, меѓутоа и во државата. Ви посакувам успешна летна сезона со туристите и секако да доближите се она кое што е македонско и кое што е од главниот град до сите оние кои ќе се заинтересираат. За тоа ви благодарам, господин Садиковиќ. Ви благодарам и вам. Да, старата Скопска чаршија, камениот мост, кањонот Матка, улицата Македонија и уште многу знаменитости се уште актуелни, атрактивни за домашните, меѓутоа и странските туристи кои што ги имаме се во поголем број. За туристичката понуда, меѓутоа и за она кое што недостига и кое што е предност кај туризмот и туристичките понуди во главниот град и во државата, ова утро разговарав со господин Елвир Садиковиќ или подпредседателот на Македонската асоциација за туристички водичи и придружници. Студио, дали имаме некое дополнително прашање? Благодарам, Вики. Поздрав до тебе и до твојот соговорник и многу ми е драго што сите туристи кои што доаѓаат во Македонија се воодушевени што за само неколку минути пешачење може да доживеат различни епохи од Османлиската империја преку старата чаршија па се до современиот центар и плоштадот. Уште еднаш благодарам.